48-та седница на Комисијата за европски прашања на Собранието на Република Северна Македонија. На седницата се присутни мнозинството членови со што Комисијата може полноправно да одлучува. На седницата се поканети представници од Министерството за правда, поточно Министерката за правда. Бидејќи се исполнети овие услови, го предлагам следниот дневен ред. Прва точка, предлог закон за јавното обвинителство по скратена постапка. И втора точка, предлог закон за изменување и дополнување на законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија по скратена постапка. Дали има некој предлог за изменување и дополнување на предложениот дневен ред? Нема. Ве информирам да го усвоиме дневниот ред. Кој е за? Дали има против, воздржани? Констатирам дека дневниот ред е усвоен едногласно. Колеги пратеници, пред да преминеме на расправата по точки од дневниот ред, ви известувам дека во претресот по предлог на законот ќе се преминуваат одредбите од член 171д од Деловникот на Собранието на Република Македонија. Расправата во Комисијата за европски прашања и во Законодавната правна комисија може да трае најмногу 2 работни дена. Согласно член 171д ставот 2, членот на работното тело и пратеникот во текот на претресот по амандманот може да говори само еднаш во траење од 10 минути. Координаторот на пратеничката група или еден пратеник определен од пратеничката група или од пратеничката група во дискусија за амандманот може да говори само еднаш во траење од 15 минути. Само поднесителот на амандманот може да даде образложение и да говори по амандманот во време траење од вкупно 10 минути. А доколку поднесителот на амандманот се двајца или повеќе пратеници, само еден од поднесителите може да даде образложение и да говори по амандманот во време траење од вкупно 10 минути. Преминуваме на работа по точките од дневниот ред, колку што сум информиран од службите на Собранието. До овој момент се предложени повеќе од 40 амандмани, од кои што 16 се од СДСМ и коалицијата, 10 од Демократската унија за интеграција, 3 од пратеникот Сурија Рашити, околу 20 од ВМРО ДПМН, како и имаме и други доставени амандмани кои што во сега се архивират и уште не се доставени до службите, и затоа предлагам дека да ги собереме сите амандмани и после да се распределат и после да седнеме заедно со Министерот за правда, да ги разгледуваме амандман по амандман, да и даваме време на министерот да се усагласуваат со предлог законот и после да продолжуваме со работа точно тука во ова сала и ќе бидете информирани на време. Со усвојување на дневниот ред, значи сега ќе имаме пауза додека ги усогласуваме амандманите помеѓу пратеничките групи и Министерот за правда. Овдека ја прекинувам работата, за продолжувањето ќе бидете известени. Ви благодарам многу. Дякую.